a na usni prašanje. Sekoj od nas saka ušte nešto povedje. Koja noć gledam maski komični, no znam mnogo ludje obični. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek? Drugo što ti treba, imaš sonce i rad se ide. Običen. Razni zemlji vedeni i jaz, kako site ludje obični. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek? Drugo što ti treba, ima sonce i rad se ide. Običen. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek? Drugo što ti treba, ima sonce i rad se ide. Običen. Sram te bilo. Čakam da se vratim na... Ta rabota nema vraćanje. Se vratiš. Drži me čvrsto. Franka, čuti te ne čujem djecata. Čakam nazad u Makedonija. Franka, razbudi se. Stan. Što mi gledaš tako? Pa kako da te gledam? Cijela noć oko nemam sklopeno, a i slušam nekakvi zvuci, Bože me prosti. Aj zapali svetlo i daj mi ta tvojte ti tamo apčinja. Lele, kakav strašan son sam sonuvala. Ne znam kako son si sonuvala, ama sigurno je strašan. Postojano isti son, sve isti son. Ja sam vo Nov Zeland, a djecata vo Makedoniji. Što ima tuga strašno?
И ти беше во Нов Зеланд. И значи, што ќе бидеш кога ќе пораснеш? Комшивка и пријателка. А школата? Супер. Ама има еден ниже што постојано ме кубе за коса на голем одмор. Ама тој не изгледа те сака. Ако нека ме сака слободно, само не мора толку да ме кубе. Тешко ти е и тебе. Подобро да ги наредам тука. Мислиш? Па, така ги редам дома. Шоите најмногу се користат и за тоа. И помагаш на мајка ти? Да, и таа мене многу ми помага кога се правам фризура. Да. А и тебе ти е ова коса така да ја шишаш? Фала, кај Јованка ти? Кај Вале. Ти кажам право, фризеркиве малку ми запушаваат. Да? А прв пат ти шишаат добро и потоа само ти дискутираат за нешто. Добро утро. Многу рано сте се патиле за работа? После ќе играме пантомима. Ама прво да напишеш домашна по македонски, важи ли? Важи. И Марија, како си? Не знам право да ти кажам. Цела ноќ око не затвори. О, и јас сонував некакви соништа, што беше тоа. Што сакате за доручик? Ништо. Јас ќе се напијам само еден чај од камилата. Ти, Марта? Па, се мислев мири попарени бисквити и мармалад. И што реши? Пражени лепчиња. Добро. Но, добро утро на сите. Добро утро, синка. А најмногу на Марта. Никола, како спиеше? Па никако. А ти како спиеш? Исто. Се замислив нешто и заборав да заспиам. Стварно? Марија, Волам. дојди. Пиши. Добитна комбинација? Да, значи. Ајде. 1, 1, 7, 7, 13, 13, 22, 23, 24. чекај, Значи, чекај, 22, 23, 23, 24. 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6 се. Фали уште еден број. О, Кажи. 5. може. Одлично. Може. Добро. А уште едно да пополним? Па не може. Може. Ајде, брзо. 3, 4, одма, брзо. Па 3, 4, 3, 4, 17, 17. Брзо. 32, 32, 25 и 30. 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пак ни фали уште едно бројче. 10. 10. Гранитни Отлично. плочки. Пополнати да ги уплатиш денес. Не, ти ќе ги уплатиш. Ти ќе ги уплатиш. Ти ќе ги уплатиш. Ти си наред, ја ги уплатив прошлиот Па пат. јас имам работа. Јас имам работа. Ајде, јас. Добро утро. О, добро утро. Да не слушнавте ноќеска некакви чудни звуци. Слушнавме, да. На вести кажаа дека ќе имало економски пораст. Колку посто? Па тоа од нас ти зависело. Од тоа и се плашев. Може да одржиме еден состанок подитно да не пукнеме која брука. Ама трапесот ти е твој состаноци. Но не,
Ja koliko sostanovci imam održano, ti nemaš toliko lepčinja u život ispržen. Da ne bea tija sostanovci socijalizmu ti traješe mnogo kratko. A da ga odložime, to je naš sostanok za poručок. Не трпи odlaganje. Знам дека не трпи odlaganje, ама очекуваме да ни се јават од Нов Зеланд, полагаме англиски. По телефон? По телефон. Не е на наша сметка. Слушай, во мое време која ќе те залепеа за табла, не можеш да мрднеш. Па те тегнат за коса, па ти тегнат уши, па те мамаат по прсти, а овде највише болеше. А најлошо од се беше кој ќе те стават у ќош. Има да клечиш цел час с колениците на. Hello, I'm Nikola. My name is Nikola. Yes, I'm from Skopje, Republic of. Не, сигурен сум. Hotline. Германия, Hotline. Германия. Я. И что тебе западный? Кој беше? Рамбо. Не знам, Рамбо. Не знам кој беше. Почна да ми раскажува за цело свое семејство, како јас да треба да го знам некако. Ургира син му да положи кривично право. Му реков дека го сгрешил телефонот, тој ми вика државата сум ја сгрешил. Во пецаца ме, не ми се верува дека некој мене ми се јавува во пецаца бајле, не може да поверува. Си има мака човекот, што да прави? Па нека се јави во некое пристојно време, а не узоривот со бајле. Са бајле. Мислам, не се вика со бајле, са бајле. Добро бе, Николче, па ти што се лутиш толку? Не се лутам. Исто е што. Епа не, ова е О, а ова е А. Са бајле. Или наутро, како сакаш. Добро утро. Добро утро. Абе, синко ми ти се погодија овие пижамки нови. Требаше уште едни да ти земам на тегет. Тем. Цела вечер не можам да заспијам. Зашто, бе, синко? Да нема некоја забрана. Мак да спие? Пробува. Што пробува? Да заспие. Стварно, оце призначиваат се многу шизички. Супер се. Пуре силк. Ајде, Зенчево, да ти кажам, ми се погоди. Фала, мамо. Во мое време какви пиджами правја, куче не можеше да ги скине. А ова види се, џубре, за еднократна употреба. А ова капитализмов само на профит мисли. Што сте се собрале во гора? Дајме пиджама парти у Пеца бајле. Па, мислам сега имаме кворум, можеме да седнеме и да поразговараме. А мислиш вака да разговараме? Ајде, бе, нешто. А што ни пави? Да се пресоблечевме прво? Да. Да, те видов како не, да. Одлично ти беше комплетчето, одлично.
Да, и со штиклите ги закапа. Не можам сега многу. Ма каква јајца? Да. Не можам сега да ти диктирам рецепти за срм. Чекаме повик. Нов Зеланд. Да. Да, ама не можам никако, мислам, мораш да ми веруваш. Треба да полагаме англиски на телефон и не може. Јајца на око? Па да, па сигурно. Утре ќе се слушне. Ајде. Се е најаво. Ајде. Тоа не е нормално. Во 5 са бајлет и бара рецепт. Да, фризерот ја промашил нијансата на косата и така. Не можела да заспие цела ноќ. Да. Јајцата? Со врел. Да, мора со врел. Инаку можат јајцата да... Може да загора, да, може. Значи со врел. Пријатно. Пријатно. Ќе се јавиме, да, пријатно. Не ми се верува. Не ми се верува, ова светов пропаѓа, ова пука по сите шавови. Зошто мислим? Ништо, ова прави ручек. Нема баш случај нешто да прави. Цело време прави некакви добротворни акции. И од сите тие добротворни, така наречени хуманитарни акции, оваа беше последнава најуспешна. Па ете тоа што не ме побарала 3 години, например. Не, браво. Немаме ние време ни нерви за вашите јајца, господјо. Море, во едно друго време, иди во една друга држава, вие ќе сносевте тешки Консеквенци. последици. Ама што има ние да плаќаме? Вие треба да платите што не вознемирувате, госпоđа. Да сум ја само на власт 24 часа. Ќе ви покажеш и вам и на таквите како што сте вие. Не се нервира. Но? Ама ние си ги плаќаме нашите сметки, госпожа. Ние сме си лојални граѓани, знаете, може да се... Да, ќе проверам. Може да се случило, да, ќе проверам. Ама немојте, ве молам, немојте денес да не исклучувате, имаме еден многу важен разговор со странство, знаете. Да, благодарам, госпожа, да. Епа, довидување. Да, благодарам, пријатно, довидување, многу сте љубезни, благодарам. Готово е, окей. Од пошта. Рекоа, ако не ја платиме сметката, ќе не исклучат. Па нека не исклучат. Како бе да не исклучат? Еве го работа. Кој бе да не исклучи, сега да не исклучат? Како може сега да не исклучат? Сине, оди по сметката во сандаче, брзо. Ама брзо. Добро е, работи. Во сат. Што стана со детево? Изгледа бравичето е заглавено. Бравичето, и јас го имам сменето 3 пати прошлата недела. Какви брави имаше во социјализмот. И да ви кажем еден вистински настан. Крадецот, не можејќи да ја отвори бравата, паднал во депресија и почнал да плаче толку гласно. Се разбујува комшиите, станарите. Дошла полиција, не може да го утешат никако. Тој рика, плаче вака, застанал пред врата, клоца, удира со... Абе, шо стана со детево? На втори спрат. Најбавно да одеш и до сега 3 пати ќе се појавиш. Ама да не отишол да ја плати сметката? Не, душо, како може со пижами да оди во пошта? Па да не живе млади се откачани. А јас ќе да видам што направил. Оди, молим. И онака малку воздух да ме фати. А ти ја заврши домашната? Да. Браво. А за... Што пишуваше, сине? Слободна тема.
Сите мислат дека Хамлет е главниот, ама јас напишав дека е гробарот. Зашто? Па на крајот сите ги закупува. Точно. Браво, точно. Гробарот. Да. Види. Нема јас тебе многу што да ти објаснам. Ти си интелигентна особа. Тоа ти се гледа од очи. Еј. Што е најважно во живот? Кажи, што е најважно во живот? Во животот е најважно вежбањето. Вежба. Знаеш, што повеќе вежбаш, боли си од конкуренцијата, зашто и конкуренцијата вежба. Разбираш? Да, така е. Значи, мораме да ги следиме светските и европските трендови. Што се случува со светов? Денес се сите луди по секс. Тоа е. Светот е комплетно полуден. А овие овдека за 15 години, место да ни создадат бизнис клима, ни создадува хемороиди, чир на желудник, тахикарди и такви работи. Арно, ама нема. Јас сум решил. Фанчо компани става црта. Од денес го прошируваме бизнисот. Разбираш? Го прошируваме од Чешиново, Блешево до Урал и Карпати. Слушај што прават германците. Ајде да пробаме ние на македонски сега. Утре ќе одам на ушен лекар да ги проверам ушите. Ако е се во ред, ќе поднесам тужба против непознат сторител. Каков сторител? На безобразни воздишки, каков? Ајде, обичен телевизор. Како не? Тоа е само фол. Обичен телевизор, па жив глас, па македонски воздишки, па германски овкања. Правко прерај. Ајде, остај сега. Аце го чекавме, сега и Магда нема, па половина час никој не се појави. малце сме ги размазиле деца. Зашто малце таман сме ги размазили, колку да не слуша. И ние бевме деца и нич не слушавме. Татко ми велеше, немој да осиш бе со деца во бања, ќе ти го изедат сапун. Ќе мислат сирење. Прекина. Изгледа јајцата готови си. Добро, ќе дам дуча малку. Оди, диче. Оди си. А јас да одам конечно да видам што е со таа сметка. Оди ти. Да не биде доцна после. Да, Мари. Никола сине. Што стана со оној човек што се тужеше со вашата фирма 6 години? Па ништо му заврши в работа, тоа. Да? Да, тој е добар човек. Многу добар. Браво, бе, синко. Знаеш дека се гордеам со те. Па нема тука ништо чудно, тоа би го направил за било кого, не. Да, ама менде ми е колега и другар 100 години. Ма немој. Па тој ништо не ми каже. Чекај, зашто ти не ми каже? Па, Чекај, тој ти е пријател, зашто не ми каже ништо? одиш во далек и непознат свет, па Добро? сакав нешто да проверам. Сега сум сигурен. Сигурен сум дека каде и да одиш, што и да се случи, дека ќе успееш. Добро, тато, ајде, за еден Нов Зеланд ли си, ајде, не го кај, може и ќе се вратиме, што знаеш. Ајде. И не ми каже ништо. Не ми се верува.
Čekaj, kaj sam сега јас? Кај сте, господине, во кафана, како и обично? Така е, во кафана. Во кафана. Добро сум. Што се случува овде? Вака, господине, имавте 3 водки, потоа порачевте уште една, па 2 пати паднавте во несвест и една зелка салата. Дали да ја донесам веднаш? Кого? Водката. Донеси ми жолта. Жолта, стара или обична? Донеси ми пиво. Пиво. Жена ми, бегај! Не, чекај! Не, бегај! Да, срцка, да, на работа. Да, во Институт за национална историја. Проучувам некои податоци за македонците во Нов Зеланд. Охо, да. Ти? Како дали е заразно моето паѓање во несвес? Ти си паднала во несвес? Мандјак во пижами? А добро, што бараше таму? Пак си ме следала, нели? Па да, ти реков дека ќе дојдам, ама ми искрсна нешто за македонците во Нов Зеланд. Да, знам, ќе ти купам бунда, ќе ти купам срцка, да, и чорапи, да. Француски, знам. А кажи ми, дете... Прекина. Повелете, господине. Опа. Извини да те прашам. Да? Кај работеше ти пред да дојдеш овде? Во еден маркет, ама дадов отказ. Не си требал. Зашто? Ќе пропадне маркетот. Пропадна веќе. Што е оваа работа? Сите излегуваат, никој не се враќа. Еднаш иста ваква ситуација имаше во театар во една представа, многу беше смешна. И, што стана? Не знам. Си излегов на пауза. Беше досадно, не можам ти објасна. Бе, си требало да останеш. А да викневме полиција? И што да им кажеме? Снаата и децата рекоа дека брзо ќе се вратат, а ме сега споро се враќа. Ти си чуден човек. Кога комшиката ти тресе од озгора чергичиња и јамболи, тогаш сакаш да викнеш полиција. Сега нема 3 члена од твоето семејство, ама џабе зборуваме. Ама зафатени се со фаќање на крупни криминалци, бре, жено. Еве го 6. Сега сум официјално разбуден. Окапавме цел саат. До сега можевме 3 состаноци да одржиме. Јас одам да видам што е оваа работа. Чекај, јас ќе дојдам. Слушај, ако има некаков проблем, не мораш ти да објаснуваш. А ако се зборува за возови и пруги, тогаш земи збор. Добро? Ајде. Никола, што правиш?
Еве, ништо, си гледам цртен филм. Позаме си? А, И аз. ништо. Ќе помине, има такви денови некојаш. Знам, тогаш најмногу боли. Ич да не ти е гај. Имаш најдобра домашна работа по македонски и имаш најболја фризура во свет. А ти имаш најдобри пижами во многу силна конкуренција. Фала ти многу. Сакаш да играме пантомима? Може? Сигурно? Да. Ти погодиш? Да. Ајде, вака гледај. Овде? Добро? Многу луѓе. Излегуваат? Никој? Не се враќа. Што да прави? Ти треба да одиш да видиш што се случува. А ти ќе си гледаш цртани филмови, а јас ќе се јавам на Мими. Не, овој цртан сум го гледала 100 пати. Јас ќе се продолжам с учење, а ти бркај си работа. Добре. Ајде, чао. Да. Мими. Ало, добро утро. Здраво, Никола. Да, ме позна, да. Извини, вака се бајле, што гледам дека не спиеш, добро. Види, вака, моите сите се доле во санда, мислам, кај сандачињата се, да. Доле, да, доле. Да, сите отидоа, ќе отиде и јас, ама не можам, чекам некој позив од Нов Зеланд, па ако не ти е тешко, да. Па полагаме англиски денеска, да. Да. Ако не ти е тешко да видиш дали се таму, долго време ги нема. Да. Фала ти многу. Фала ти многу, да. Извини вака уште еднаш. Ајде, чао. Чао, фала. Навршите на време, немаше сега да... Ајде, лични карти на преглед, ајде. И? Сега што правиме? Да мавнеме по едно комоиće. 50 степени, старо. Има венец. Одлежано во дуре од будинг. Во буре од дубинг. Сакате бела или жолта да ви донесам? Не смеам, на должност сум. Па не, ние ќе ве почекаме да ви заврши работното време, нема никаков проблем. Олку пижами немам видено во целата моја кариера. Како ќе пишувам сега пријава? А зошто да пишувате пријава? Господјо. Не, ме интересира каде пишува дека е забрането да се шета, на пример, во пиджам. Марија. Да. Една дама влегува во ходник и паѓа во несвест. И? Причина. Вашиот син во 5 часот наутро разговара со поштенското сандаче во пижами. Да. И кога му побрав документи за идентификација, ми одговори. Отворен цитат. Сакам да останам анонимен. Во оваа држава сите се познати и популарни. Затворен цитат. Ама детето сакало да се шега да направи. Шега. И зашто никој не се смее? Сведоци се и сами. Ке побара оштета. За скинати француски чорапи, за извлечени влакна од бундата,
за претрпен страф. Господине позорниче, и аз се изплашив кога Ти видов. доста. Пријателче, требаше ти прв да паднеш во несвест пред таа да падне. Тоа ще беше друго. Ја прашавте ли дотичната госпожа, што барала таа во 5 часот со бајле со скупа бунда и француски чорапи? Немам такви ингеренции. Еден ден, кога ќе станам командир, друго ќе биде. Убаво ќе биде тогаш. Кај си бе до сега, младост остев овде? Абе, цела ноќ работам, човече, сум задремал на бирото. Гледам ги очи, кода сум швајцуил без наочари цела ноќ. Па јас работам цела ноќ, ама не доцнам. Кој ме викна мене овде? Слушај, Мандра, сум нашол начин како да се збогатам. Ќе го грабиш банка? Не бе, чеки. Ќе влезеш во партија? Не бе, не, слушај. Што ќе направиш? Ќе поземам пари од тебе. Извини, не те слушнав добро. Види, слушај, све сум испланирал. Не ми се допаѓаат планови, јас ке што дам пари. Слушај ме, овие сакаат у Нов Зеланд, сакаат. Немаат пари. Ти им помагаш да одат. Јас им должам за кирија, немам пари. Ти ми даваш мене пари. Јас им давам за кирија. А тие тебе ти даваат за Нов Зеланд. Значи сакаш да кажеш јас ќе бидам на позитивна нула. Минимум. Значи вака сум на нула. Не, види. Вака, тие одат во Нов Зеланд, а вака имаш повеќе шанси да се збогатиш. Што ќе ми оставиш под хипотека? Моето реноме, мојот збор. Не ти дам пари за цигари. Имаш нешто конкретно? Ја примив онаа што ја бркаш цела година. Лао хотлайн! Како успеа? Земав кредит. Колку рече дека ти фалат? Магде, што си ми се загрижила толкубава на тетата? Ај. О, па сите се тука, гледај. Тетка Мими. Благодарам, Аце, благодарам. И вие сте во пижами? Да, А од каде доаѓате? од постојаното место на живење. А стално ли вака во пижами? Не, само кога одам на спиење. Аха. А зошто не сте сега на спиење? Ако да ви кажам, си легнав јас. Се покрив со тоа јорганчето и кога наеднаш ми се разби сонот. Цаци ми јави дека... Што ви јави? Ми јави дека споија две жичке погрешне на шпорет. Се извинувам, вие се разбирате со тој цаци? Па, види, ја почна да учу език. А како сум бистра, бога ми многу брзо почна да го учу. Леле, па ти си ми била земјак. А разбира ли се тај цаци од струју? Мислу, работи ли се струју? Работи, бре, како не работи. Имам еден фен. Ја ga стисну на оној да дува ладно, а оно дува топло. После стисну ga да дува топло, А оно ме удари струја. Тој треба да се испита. Па, одне сега ја од станица да ga испитам. Да. Госпоđo Мими, ние некако ве задржуваме, ве разбудивме са бајле, па и... Не. Види, да ти кажам, ми се разби сонот. Не можев никако да заспијам. На кабелска гледав еден порно филм, тоа мислам супер филм, шејто. И затоа после дојдов на... Ја ке сиду, пројдеме радно време, а ви ракију не ми дадесте. Фала ви многу. Не. Дај да видам ја тоа.
ти бе? 35.600! Кажи ми дека е печатна грешка. Не е. Ете, ви реков ја дека е итно да одржиме состанок, а вие... Да. Ало. Да. Yes. Yes. Hello. I'm Nikola, yes. From Skopje, Republic of Macedonia. Yes. I'm a lawyer in a company. But that's not enough. Nothing political, yes. But that's not enough about for normal life, you know. Nothing political. I love my country. Yes. I have to leave Macedonia for because of economical reasons. Yes. Nikola. Yes. Okay. My name is Maria from Karpush. Pardon me. From Skopje, Republic of Macedonia. Yes. Maria Jovanovska. Yes. I finished faculty for social matters. Yes. But everybody has a job except me. Yes. No. I would like to get in New Zealand, and yes. Okay. Thank you very much.